Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Еден ден по завршувањето на првиот круг од претседателските избори се сумираат резултатите и се прават пресметки за оствареното. Според резултатите што ги објави Државната изборна комисија, во 4 општини од микрорегионот, кандидатот Гордана Силјановска-Давкова е во предност од близу 3500 гласа пред Стево Пендаровски. Тони Ајтовски со деталите. Првиот круг од претседателските избори веќе помина, а во изборните штабови на кандидатите се анализираат постигнатите резултати и се прават калкулации за вториот круг. Податоците од пребројувањето на гласовите што ги објави Државната изборна комисија покажуваат дека во општините Кочани, Виница, Чешиново, Облешево и Зрновци кандидатот Гордана Силјановска-Давкова е во предност од близу 3500 гласа пред Стево Пендаровски, додека за немарлив број гласови освоил третиот претседателски кандидат Блерим Река. Во однос на гласањето по општини, во Кочани за Силјановска-Давкова гласале 7585, за Пендаровски 6513, додека за Блерим Река 144 гласачи. Тоа значи дека разликата меѓу првите двајца кандидати е повеќе од 1000 гласа. Во Виница, исто така, повеќе гласови освои кандидатката што ја подржа ВМРО ДПМН, односно за неа гласале 4384 граѓани, додека подршка на кандидатот зад кој застана СДСМ и коалицијата му дале 3016 граѓани. За Блерим Река во Виница гласале 59 гласачи. Во Чешиново, Облешево пак, за Силјановска својот глас го дале 1840, за Пендаровски 1096, а за Река 24 граѓани. Најголема разлика меѓу кандидатите е остварена во општина Зрновци, каде за Силјановска има 687 наспроти 376 гласа за Пендаровски, додека за Река има 11 гласа. Карактеристично и за овие избори е што се регистрирани околу 1400 неважички ливчиња во сите 4 општини, што остава простор за анализа и дилема дали навистина толков број граѓани не знаеле како да го остварат своето гласачко право. Во текот на изборниот ден граѓаните ги принесоа своите очекувања од новиот претседател, што се очекува да биде избран во вториот круг. Даваме поверење да понатаму да се оправи државата. Па да направе се што треба да се оправи државата, да биде подобро. Па добро е што еве до сега се мирно одвива. Битно е да излезат сите луѓе да гласат, па секој има своја желба за кој глас ќе го даде. Мислам на ливчето и тоа е најдобро, најубаво. Меѓутоа натаму капа политичарите нека решават политиката и нека оправуваат државата. Според изборниот законник, вториот круг од претседателските избори ќе се одржи на 5 мај, а по официализирањето на резултатите од првиот круг ќе започне и кампањата за второто гласање. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани организираше пресконференција на која беше упатена благодарност за остварените резултати за кандидатот Силјановска-Давкова во првиот круг од претседателските избори. Раководството на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кочани и членовите и симпатизери на Коалицијата за подобра Македонија на пресконференција упатија благодарност до граѓаните за излезноста и дадената подршка за претседателската кандидатка Гордана Силјановска-Давкова. Беше речено дека таа во Кочани има над 1000 гласови повеќе од својот против кандидат Пендаровски. Додека се прават анализите за резултатот во Кочани, не заборавајте едно. Гласовите за професорката овде во Кочани беа од луѓе на кои не им требаше друг мотив освен Македонија. Луѓе кои вчера не постапуваа по налог, туку по срце. И со пречките го изодевме патот. Нема да запреме. Нашата Македонија е демократска, со граѓани кои не се плашат да превземат одговорност и иницијатива за својата иднина. Почитувани со граѓани, почитувани македонци, мило ми е што има луѓе како вас. Од денес, сите што сте за владење на правото и демократска Македонија, не плашете се, туку славете. Борбата е голема, ама со љубов во срце и чиста душа победивме заедно и тоа ќе го сториме и на 5 мај.
Почитувани сограѓани, на фер, слободни и демократски избори за председател во првиот изборен круг победи Стево Пендаровски. Им благодариме на сите што гласајќи за Пендаровски го поддржаа концептот за заедништво и напредок во нашата држава и патот што води кон НАТО и Европската Унија. Им благодариме на сите што покажаа дека не сакаат поделби и уназадување. Резултатот што го постигна Кочани во поддршката на Пендаровски го сваќаме како силен мотив и потреба од уште поголемо залагање во реализацијата на поставените цели за подобар и поквалитетен живот во сите сегменти од нашата средина. Ве повикуваме секој да земе учество во позитивните промени. Победата на Пендаровски во првиот круг најавува уште поголема поддршка од граѓаните во вториот круг на 5 мај. Продолжуваме заедно напред. Се вели во писмениот допис до медиумите од Општинската организација на СДСМ Кочани. Основци од екоодборот од Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани со екоакција за употреба на платнени торби наместо пластични кеси. Со организираната активност тие го одбележаа 22 април, денот на планетата Земја. По повод 22 април, денот на планетата Земја, екоодборот на Основното училиште Свети Кирил и Методи спроведе акција под наслов "Кесе не благодарам". Акцијата беше организирана со поддршка од неколку конфекции од Кочани, кои изработија платнени торбички кои што учениците ги делеа на купувачите, со цел да ја истакнат потребата од намалување на пластичните кесиња како загадувачи на животната средина. Нашето училиште Свети Кирил и Методи секоја година традиционално го обележува овој празник, тој е наш најголем еколошки празник и секоја година со различни активности. Оваа година мотото на Ден на планетата Земја 2019 е заштита на животинските и растителните видови. Се помалку повеќе ги има, колку се тие загрозени и ние со нашава акција, која е наша локална, меѓутоа сметаме дека ќе придонесеме за оваа цел со тоа што ги замолуваме граѓаните кои одат на пазар да не ги носат, да си ги носат своите торбички, платнени торбички, со цел да не земаат кеси за една употреба. Знаеме дека кесата за една употреба веднаш по враќањето од пазар завршува во отпад, во ѓубре, а оттаму не е наш проблем, меѓутоа треба да биде наш проблем. Ние се ги замоливме конфекциите во нашиот град, локалните конфекции, за да од материјалите кои им остануваат да сошијат торбички, а тие торбички ете така потоа се пренаменат за пазарење. И тие се одзваа, се согласија и покрај тоа што имаат многу работа, се согласија, направија многу торбички за нас, ние ги собравме и ете направивме еден ваков штанд, ги поделуваме на луѓето кои се расположени да си ги носат секогаш кога ќе појдат на пазар, наместо да земат пластични кеси од самопослуга. За оваа активност учениците подготвија и прашалник кој го пополнуваа граѓаните, како и цртежи со екопораки. Пораката до сите е да носиме платнени торбички со цел да ги замениме пластичните кесиња и да се заштитиме од загадувањето од пластичните кесиња. Учениците од нашето училиште веќе 2-3 дена цртаат на тема планетата Земја и градот за 10 години и имаме доста убави цртежи на оваа тема. Граѓаните пополнуваат и прашалник со кој што во кој што има прашања за пластичните кесиња и дека тие се одрекнуваат да користат пластични кесиња. Пролетва учениците ќе организираат уште неколку вакви акции пред големите маркети во Кочани, со цел да придонесат кон побрзо еко-освестување. Со силни пораки и рециклирани еко-модели, учениците од Средното општинско училиште Ванчо Прке, подражувани од двете деветолетки во градот, дефилираа низ Виница, одбележувајќи го денот на планетата Земја 22 април. Најлон, пластични кеси, пластични лажички, хартија се материјалите кои средношколците од Средното општинско училиште Ванчо Прке ги рециклираа и моделираа, создавајќи креации со кои дефилираа долж улиците во Виница, одбележувајќи го датумот 22 април, Ден на планетата Земја. Во рамките на мировните активности со Ванчо Прке Виница
реализира еколошко дефиле под мотото да ја спасиме планетата Земја. Ова еколошко дефиле беше организирано од страна на тимот за мировно образование, а поддржано од првата детска амбасада Меѓаши, Скопје, кои што целосно ни даваат поддршка за сите активности кои што досега ги реализиравме. Ова еколошко дефиле содржи модна ревија, модели кои што беа изработени од рециклиран материјал, во кој што учениците самостојно учествуваа во нивната изработка и во нивната промоција. Целта на ова дефиле, низ музика, низ песна, низ модели, беше да на некој начин испратиме порака до сите да за поголема свесност, поголема одговорност и поголема грижа кон животната средина во која што живееме. Ако ние имаме поодговорен однос кон животната средина, ако ние се грижиме кон незе, тогаш ние се грижиме за нас, за нашиот живот, се грижиме за нашата среќа. Освен преку модели, учениците своите пораки за планетата Земја ги упатија и преку транспаренти, а за најдобриот екомодел Екопак хит од Кочани додели и вредна награда. Редовни кадровски промени се направени во раководството на извидничкиот одред Ластовица од Кочани. За нов председател со 4-годишен мандат е избрана Жаклина Стојчева Јорданова. Извидничкиот одред Ластовица го одржа редовното годишно собрание на кое е направен преглед на реализираните активности во текот на минатата година и е констатирано од и најголем дел од зацртаните програмски цели се реализирани на солидно ниво. На состанокот за нов председател на одредот е избрана Жаклина Стојчева Јорданова, професор по музичко образование во Основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. Во своето кратко обраќање таа се заблагодари на колегите за довербата и нагласи дека очекува нивна поддршка во иднина во работењето на извидничкиот одред. Потоа беше усвоена предлог програмата за работа на одредот во текот на 2019 година. Посебно е нагласена потребата од подобра координација со Сојузот на извидници на Македонија и со другите извиднички одреди во државата. Инаку неколкуте месеци што предстојат се најповолни за спроведување на извидничките активности, па се очекува Кочанскиот извиднички одред да се активира со зголемен интензитет. За тоа се очекува и помош од локалната заедница, од бизнис секторот и од родителите на најмладите извидници. Вкупно 20 крвни единици се собрани од крводарителската акција што во организација на Црвениот крст од Кочани се одржа во просториите на Средното училиште Љупча Сантов. Истата се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Учениците и професорите од Средното општинско училиште Љупча Сантов ја покажаа својата хуманост. На крводарителската акција што се одржа во просториите на училиштето ја даруваа скапоцената течност. Акцијата ја организираше Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Кочани, во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. И освен за професори, беше наменета за ученици од 3-та и 4-та година, кои имаат наполнето 18 години. Собрани се 20 единици крв, информираат од Кочанскиот Црвен крст. Денеска во просториите во Средното општинско училиште Љупча Сантов во Кочани се спроведува крводарителска акција наменета за учениците и вработените во оваа воспитно-образовна институција. Крводарителската акција се спроведува со помош и поддршка на Институтот за трансфузиона медицина од Штип, а досега се собрани 19 крвни единици. Црвен крст на Република Македонија општинска организација Кочани во соработка со Средното општинско училиште Љупча Сантов на годишно ниво организираат 2 крводарителски акции наменети за учениците и вработените во овој училиште. Вакви акции Црвениот крст од Кочани организира секоја година со цел поттикнување на младите да бидат хумани и со дарување на својата крв да спасат нечи живот. Течат подготовките на учениците од Средното општинско училиште Љупча Сантов за учество на регионалниот надпревар на хорови и оркестри, што ќе се одржи на 23 април во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Очекуваат голем успех и пласман на државниот надпревар. Учениците, членови на оркестарот од Средното општинско училиште Љупча Сантов интензивно се подготвуваат за регионалниот надпревар на хорови и оркестри, што во вторник на 23 април ќе се одржи во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Ќе учествуваат со оркестарот раководени под менторство на професорот Тоше Филипов.
Интензивно се спремаме за утрешниот надпревар кој ќе се одржи во Кирил и Методи на хорови и оркестри. Ние ќе настапуваме со оркестарот со две композиции, Машката и Унгарската игра. Ние сме спремни и очекувам да се пласираме на државниот надпревар. Учениците од гимназијата Лјупчо Сантов секоја година земаат учество на регионалните и државните надпревари и постојано се враќаат со солидни резултати. Со оглед на подготвеноста и годинава очекуваат најдобри места на државно ниво. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра 18-тото коло во правенството на третата фудбалска лига Исток, во кое фудбалскиот клуб Осогово освои 3 бода во Лозово на средбата со Работник. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција, женскиот фудбалски клуб Кочани во 19-тото коло како домаќин го победи Топгол. Викендов се одиграа надпреварите од 18-тото коло во третата фудбалска лига Исток, во кое третолигашот Осогово победи со минимален резултат од 1:0 на гостувањето во Лозово против Работник. До 3 бода, жолто-сините дошле со погодокот на Филип Георгиев во 33-та минута, пошто до крајот на првиот дел од надпреварот тие имали уште неколку шанси за погодок. Во второто полувреме, во 64-та минута, Стојче Стојов со удар од 20 метрија погодил пречката, а 10 минути подоцна не бил досуден пенал за гостите, откако Тоше Манов бил соборен во казнениот простор на домакините. Со новата победа, Осогово останува на првото место и сега има 43 бода, 6 повеќе од второпласираното Овчеполе, кое има и надпревар помалку. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција пак, ЖФК Кочани во саботата беше домакин на тимот на Топгол од Битола и славеше победа од 2:1. Ваквиот успех доаѓа како мала утеха за високиот пораз од 8:0 во претходното коло на гостувањето против лидерот Драгон во Скопје. Нашите девојчиња први дојдоа во водство во 30-та минута со голот на Тодоровска, но на самиот крај од првиот дел на надпреварот гостинките искористија шанса и преку Гелеска го изедначија резултатот. Сепак, до 3 бода, женскиот фудбалски клуб Кочани дојде во 78-та минута со погодокот на Атанасова. По одиграни 19 кола, Кочанскиот женски фудбалски праволигаш е на 10-то место со 17 бода, а во следното коло ќе гостува во Прилеп против истоимената екипа која е петопласирана. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание и на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.